Се наоѓаме во центарот на градот, навистина, вака ако се завртам наоколу, во непосредна близина на Македонската опера и балет, Македонската филхармонија, да од Пашиниот тамам, Старата чаршија, во непосредна близина на Свети Димитрија црквата, ги кажувам овие објекти бидејќи се препознатливи за Скопје, ги има многу. Разговарам со Александар Герасимовски, познат Геро. Пред 61 година, 26 јули, 5 часот и 17 минути се урна еден град, едни сеќавања, може би само остана. Како го доживеавте земјотресот? Имав 9 години, односно требаше да наполнам 9 години, на 16 септември таа година, 63-та. Вечерта, морам да го почнам воведот, многу краток. Вечерта требаше се договориме со братучет ми, кој исто годиште, да спиеме кај него во куќата на тетин ми и тетка ми, позади студентскиот дом Кузман, во центар. Немаше леп дома кај нив, или многу молце, а деца треба да јадат, а идите побарајте. Една чудна атмосфера на 25-ти. Не заради тоа што 26-ти беше на земјотресот, па сега мислиш дека нешто чудно било, чудно се чувало. Меѓутоа имаше една така чудна тишина. Скоро никој да немаше, иако топло, ко сега што е. И само во онаа продавница Житолук, што кај кино Вардар, најдовме едно, така, само 2-3 глеба, еден земавме и се вративме назад. Памтам дека навистина беше чудна атмосфера. Ни маче, ни куче, што викаат по улица, жив човек скоро да нема, кој да се причувствуваше нешто. Не знам, ја да барем имав таков печаток. Некоја гласна тишина, така да, преносна. Да, некоја чудна гласна тишина и што да кажам, легнавме, јас и он во исти кревет, деца мали, нас ни беше кеф да се дружиме исто годиште и така натаму. Само се сеќавам дека почна да паѓаат керамиди од куќата внатре, во собата. И првиот поглед ми беше нагоре, кога се рада, тетин ми дотрча до нас, трна столнијакот од масата, да не завитки, двајцата вака не земам. И тоа првиот поглед ми беше, има и украси, топки од на ќошовите од куќата, топки од бетон. Дека тачно од мојата глава горе топката се ниша. Тоа ми беше првиот поглед во 5, 17, 18, прашина околу се, навистина траорна. Деца уште едно меѓутоа беме збунети многу. Не знаете што е? Што е работава? И да, земјотресите викаат. Има меѓу извинете, не подсеќа ова. Помеѓу две дрвена крушка домашна, да речем, многу убава, и уште една дуња има е ставено нишалка. На нишалка донесува жена во спавацица, ношница, со скинато, сеќам, со скинато уво и носеше дете, рожба своја, со полна уста, со прашина и со малтер. Малтер, без. Починато. И ја легна во желката. Штом го кажувате ова? Сега се ежам, страшни моменти. Дотрчаа татко ми и тетка ми, сеќавам да ме земат. Знае дека стара куќата на тетка ми, дека може да е сушена. Се вративме, ме однесоа до Орце Николов 42. Иако ние претходната година се преселиме, јас, мајка ми и татко ми, на улица Македонија, сегашна, кај блокот Перистер. И тоа баба ми, дедо ми, како се? Ни татко, ни мајка, баба и дедо. Не се, на патот страшно беше, мислам дека голем дел од зградите беа срушени или пред ручење, заради тоа што имаше потоа серија од земјотреси. И знам дека, да скратам приказнава, знам дека каде да се побегне. Да се качат горе, да земат нешто од стварите, за да се отиде некаде. И баба ми се качува нагоре. Баба ми не. Може пак ќе се сруши. Други нека се качува, вујко ми, тетка ми. Баба ми не. Тоа е борба за најмилите, за најдрагите. Да, и знам дека отидовме во Драчево, во селото Драчево. И дека тамо спиевме ноќта под отворено небо. Добро, кога дете може би ми стана интересно. Братучетка ми тука и така натаму и утрената са бајле
се будиш, тебе ти е интересно. Петли слушаш кокошки, телиња, крави, коњи и така натаму. И сега што правиме. Така да знам дека себе ќе го прашим. Значи, неверојатно кога да беше магла. Приказната, ова што го раскажувате, носи траен белег во вашиот ум, во вашето буквално тело и го паметите за цел живот. Го паметите срушено Скопје, изградено, еве, после 61 година. Ви се допаѓа градот, како се развива, како се шири, како се живее? Како го гледате денеска градот? На овие балкански простори највеќе се руши. Не толку од земјотресите работи, него од човечка рака. Некои работи остануваат во сеќавање, сега тоа некој стално има некои реминисценција, беше тогаш подобро, ние, ајде се веќе ја ќе кажам по старите, нели? И овие уште по старите, по возрастните од мене. Меѓутоа, тој балски живот го нема. Тој тамо некаде ќе видите и тие работи. Зашто? Не само што нема простор, такви простори, туку едноставно се фрлено на iPod-и, на телефони и така натаму. Нема играрија, малци ќе видите на деца, да не зборам за джамли, за чилик, за не знам така натаму. Меѓутоа, историјата се пишува и ја пишуваат оние што нели понатака живеат и сметаат дека архитекти, особено па и самите луѓе сметаат дека заради нели начинот на живење, современоста и така натаму, технологијата е добро да нешто биде срамнето. Што викате да се изгради па да се како се вика тоа на едно место да се набие се и се што, да има малце простор за дишење, за живење, за комуникација. Не можете да комуницирате во зграда од 40 спрата. Татко ми викаше, зграда од 6 спрата тоа време е веќе касарна. Значи, мање више. Сега пак дамбетер. Така да, меѓутоа, секој време си носи нешто свое. Мислам дека во некои работи бетонски се претера. Се начичкаја многу работи на едно место. Нема простор за дишење, малтене. Центарот е доста видоизменет, како што се знае. Се е современо околу, меѓутоа добре што остануваат. Ева, ка спомнавте да отпаши намам, не дај Боже да се сруши, например, да некој му текне не знам што. Или пак, не знам, останатите споменици за црква, да не правиме мувет, или џамија, да речеме. Така да, нормално е да ги има тие работи. Но тоа жал за младост, нели? Постои понатака за тие времиња. И има други некои такви објекти кои што навистина би требало да не ги набројувам сега, навистина би требало да останат, да се реновираат. Дека тоа е барем малце нешто што ќе остане од времето, од нешто вика турско време и така натаму. И од антика. Така. Ви благодарам за разговорот. Молам благодарам вас.